Невремето вчера во Скопје не беше неочекуван феномен или ретка појава, туку локални краткотрајни дождови кои се повторуваат на 5 години. Хидрологот Атанас Сугрински од Духамара вели дека со вчерашните врнежи воопшто не биле засегнати речните сливови и немало зголемување на водостојот на реките. Ветрот и градот, како и немањето на доволно зелени површини во градот кои би ја впиле водата, се дел од причините за создавање на водните базени на повеќе улици во метрополата, објаснуваат експерти. Во Гази Баба измерени се 35 литри на метар квадратен, од кои околу 20 литри на метар квадратен за 1 час, што е интензитет на дожд со повратен период на повторување од 5 години. Значи, вакви интензитет на дожд се јавува на секоја 5-та година, што и не е некоја толку ретка појава. Ваквите врнежи беа придржувани со ветер, со невреме, со појава на град, што дополнително придонесе да се затнат атмосферските канализации и да биде оневозможено канализирањето, одведувањето на водата за толку краток временски период. Од Духамара вела дека секојдневно, понекогаш и неколку пати во денот доставуваат информации до сите релевантни институции за временската состојба и најави за дестабилизација. Вчерашните 35 литри во одредени скопски региони беа причина за поплавени улици и домови. Што би значиле во главниот град интензитет на врнежи со повеќе од 50 литри? Ни оддалеку не можеме да ги споредиме ваквите врнежи со она што се случи, да кажеме, во Стајковци во 2016 година. Не можеме по никој од параметрите да ги споредиме, ниту според количините на врнежи, ниту според интензитетот, ниту според начинот на кој што се појавија. Според најавите од Духамара, нестабилно време на повеќе места со пороен дожд и грмежи ќе има до петок. Ова стои како метео предупредување на веб страната на Управата за хидрометеоролошки работи. Сања Димитровска, Сител телевизија.